Во Слободен печат, моја гостинка е Кристина Костова. Добар ден. Добар ден. Помалку позната можеби во политичката јавност, иако Кристина Костова не е од вчера во политиката, колку што знаме, 20 на години член на Социјалдемократскиот сојуз и до неодамна потпредседател на СДСМ. Така. Се разбира беше тоа за кратко и за чудувачки, ќе поразговараме за тоа во еден дел од емисијата, но прво, бидејќи сте представник на Социјалдемократскиот сојуз, би сакал да ве прашам за ваш став, коментар, личен и партиски за извештајот на Вајц, кој што помина во Европскиот парламент на пленарната седница со пофалби и забелешки. Повеќе забелешки, па дури има некои оценки дека станува збори за остри критики кон владата на Мицкоски за одредени недоволни постигнувања во рамки на реформската агенда, но исто така и остри критики за демократските состојби во земјава и реформскиот застој. Има неколку клучни делови од извештајот кои што се особено загрижувачки, се однесуваат на забелешките за владењето на правото во земјата, недоволната борба со корупцијата и недоволната реформа на правосудството, кои што се особено забележливи уште во првиот дел од извештајот. Но она што мене особено ми го улови вниманието е тоа што Европската комисија изразува жалење што владата на Мицкоски на дипломатски план покажува зголемување на воздржаноста при важни гласови во меѓународни тела и институции, наспроти она што е изразена волја на мнозинството од земји членки на Европската унија. Што значи тоа? Ја повикува исто така владата да во наредни случаи, во случај на дилема, да се усогласи со мнозинската позиција на Европската унија. Па тука се поставува прашањето дали во оние патетично неуспешни обиди да се најде во периметарот на Трамповата администрација во некој си таму трети или четврти ешалон, Мицкоски ги изгоре мостовите со Европската унија, каде што треба да ни биде приоритет да се усогласиме со нивните односно со она што се ставови на мнозинската позиција на членовите членки на Европската унија. Самите тие кажуваат во извештајот дека загрижува и жалат поради зголемувањето на воздржаноста и различното гласање, односно неусогласеноста со ставовите на мнозинството во Европската унија. И тоа може да се надоврзи исто така и со забелешките кои што европјаните ги имаат по однос на демократската состојба во земјата, затоа што се зборува и е нотирано во последниот извештај на Европската комисија сериозна загриженост за искривување на јавната дебата во земјава и тоа дека се прави преку злонамерни наративи, како и адресирање на говорот на омраза, особено онлайн, зашто владата не презема ништо. Така што има некои клучни делови од извештајот со кои што, доколку сакаме да видиме вистински демократски напредок, мораме да се позанимаваме како држава, но она што обесхрабрува се и вчерашните изјави на Мицкоски за време на славењето на роденденот на неговата партија, во која што тој го повторува тврдењето дека ќе чекал. Јасно е дека Мицкоски и луѓето како Мицкоски можат да чекаат. Тие можат да чекаат и децени, може дури и нивните следни генерации од нивните семејства да чекаат, затоа што чекањето е прерогатив на привилегираните. Не побебињата кои што цел живот растеле со златна лажичка и биле ранети со златна лажичка, имаат можност да чекаат. Оние што немаат можност да чекаат се обичните граѓани на државава, кои што се во голем број. И овде можам и би сакала да ми дозволите да споделам една можеби анекдотална приказна, ама која што многу кажува за тоа во каква ситуација сме и како се одвиваат ситуациите во последните 20 години. Изминатиот викенд имавме средба 20 години од матура. На таа средба присуствува поголем дел од матурантите од Штипската гимназија од пред 20 години. Кога ние матуриравме во 2006 година, најголем дел од нашата генерација се запишувавме на факултети во Македонија и очекувавме да завршиме факултет и да најдеме работа во државава. Но она што се случуваше наредните 4 години до 2010 година беше сериозен пад и нарушување на сите демократски параметри, но и економски параметри во државава. И она што беа младински планови, станаа планови за одселување.
Најголем дел од присутните минатиот викенд беа луѓе кои што се вратија од странство за оваа 20 годишна наша матура. Најчесто од Германија, но и од други европски земји. Тие луѓе не планираа да заминат кога беа матуранти, не планираа да заминат можеби и кога дипломираа. Меѓутоа беа принудени за време на владењето и на режимот на Груевски да ја спроведат таа лична евакуација и за тоа зборуваат, впрочем, не само овие анегдотални приказни, туку исто така и статистиките кои што дојде од Светска банка, кои што кажуваат дека во периодот од 2008 до 2016 се имаат иселено над 600.000 претежно млади луѓе од Македонија. Мицкоски многу често сака да зборува за демографската слика на Македонија и сака да ги убеди дека се враќаат. Да ги убеди ваши другарки се вратија да останат. Се вратија за да присуствуваат на средбата и потоа се вратија во своите нови места на живење. Она што е особено поразително и затоа што Мицкоски и ДПМН сакаат да ги убедат младите и да зборуваат за некаква си одговорност која што младите, особено жените, ја имаат кон зачувување на демографската слика на земјава. Па велат дека не треба младите многу да се мислат, туку да имаат многодетни семејства, иако е прилично лицемерно тоа токму тие да го зборуваат. Меѓутоа, јас ќе кажам дека од оние луѓе кои што во изминатите 10 или 20 години се иселија, нивните деца се родија во Германија, во Шведска, дел од нив се родија во Велика Британија, кога се уште има можност да се исела затоа што беше членка и таа на Европската унија. Тоа се деца македонци кои што ќе зборуваат на друг јазик, не на својот мајчин јазик, ќе се образуваат и ќе живеат во други држави поради промашените политики на ДПМН кои што толку многу ги уназадија состојбите во земјава. Сега гледаме дека Мицкоски повторно сака да ја турка Македонија во тешка изолација затоа што тој ќе чекал и тој можел да чека. Пак ќе речам, чекањето е прерогатив на привилегираните. Видите се, он вели ќе чекам затоа што го штитам интересот на и гордоста на македонецот. Значи, нема да дозволам повторно да им гланцаме чевли на европјаните во тој вокабулар за кој што говорите дека забележуваат, има забелешки и кон Европската унија. Вулгарните изразувања и навредливи зборови кои што Мицкоски во континуитет ги користи и во минатото како опозиционер и сега како премиер, а кога станува збор за дипломатските активности на претходниците негови, се навистина под ниво и некогаш мислам дека и не вреди да се коментираат, иако е факт дека го спуштаат нивото на политичка комуникација во земјава. Кога станува збор за зачувување на идентитет, идентитетските прашања се малтене решени, затоа што она што е успех со францускиот предлог е да се тргнат идентитетските прашања од дневен ред. Она што сега треба да произлезе од билатералната дебата е внесено, односно Европската унија е внесена во тој разговор. Не е само билатерална дебата, туку Европската унија е внесена во тој разговор. Компромисот е тој за кој што знаеме дека треба да го направиме, но нема да има потреба да се дебатира за идентитет. Тие секогаш ја креваат дебатата околу идентитетот, кога сакаат да ги сокријат сопствените неуспеси и на економски, и на план на развој на демократија во земјави, конечно на план на евроинтеграција на земјава. Да ве прашам, кога зборуваме за интеграција, генерално за функционирањето на оваа власт, визави она што СДСМ го прави. Се обвинувате едни со други, кога СДСМ ви дошла повторно на власт. Што би променила и кај себе и во државата во однос на тоа што ВМРО ДПМН сега го прави? Еднаш да речеме, ве обвинува дека сгрешите, без консензус, направивте договор, спогодба, тоа е францускиот предлог, сега што? Сега што би измениле вие? Дали би измениле нешто? Она што ДПМН го прави во континуитет е да бега од своите одговорности кога се власт, но исто така и да бега од каква било опција во која што тие ќе учествуваат во носење важни одлуки за државата. Па јас само ќе потсетам, еве, деновиве се навршува годишница од Преспанскиот договор, кој што тие силно го критикува, па дури и кога беа опозиција,
велеа дека нема да ја користат придавката Северна, тоа го кажуваше актуелната председателка Гордана Силјановска-Давкова, како и Мицкоски во многу од нивните медиумски излагања. Сега гледаме дека нема ништо од тоа, па дури и велат дека го користат Преспанскиот договор како пример за успешна дипломатија. Вие можете да обележувате колку сакате. Тие прават нешто за што велат ние добивме кредибилитет од граѓаните. Дали ќе ги добијат пак на основа на тоа што вие им забележувате дека лажно ветувале, не знаеме, допрва ќе видиме, но нивните пораки стигаат до граѓаните. Освен што подсетувате дека лажеле или дека не исполниле нешто, дека ветувале, а сега прават нешто друго, што вие како партија би промениле? Ние не можеме да не подсетуваме, затоа што сме стигнати до оваа ситуација поради таквите лажни ветувања. И гледаме дека таквите лажни ветувања на Мицкоски и на ДПМН не доведоа до ситуација во која што политичката клима во земјава станува премногу токсична. До тој степен станува токсична што тие во опозиција наметнуваа нереални очекувања меѓу сопствените симпатизери и поддржувачи. И еве веќе по 2 години власт, таквите нивни симпатизери и поддржувачи се толку разочарани и гневни токму поради неиспорачувањето на она што го зборуваа за Преспанскиот договор, и тој гнев гледаме како се манифестира во изблици на говор на омраза, особено на социјалните мрежи. Станува препознатливо за нивните гласноговорници и мегафони тоа практикување на говор на омраза, и гледаме дека нивните гласноговорници наместо да зборуваат и да инсистираат на компетентност и мерит, многу се посензитивни да зборуваат за тоа дали одредени кадровски решенија во минатото го поддржале или не Преспанскиот договор. Создадоа политичка клима во која едно доделување грант за филм не може да помине без поделби и кампањска омраза. И затоа сметам дека е многу важно да зборуваме за сегашноста. За тоа што можеме и што треба и што сме одговорни сите како политички чинители и субјекти да направиме за да се подобри оваа ситуација. Јас верувам дека имаме одговорност во креирањето на една слика со попристојно, поцивилизирано однесување и говор, и тоа колку што е одговорност на опозицијата, толку е одговорност и на власта. Граѓаните велите има разочарани, така. И нивни поддржувачи, и ваши поддржувачи. Очигледно негде као отидоа тие гласови. Зошто и дали вас би ви ги дале повторно тие гласови? Разочарување има. Дали очекувате на кој начин вие ќе ги привлечете овој корпус на гласови, кој што негде ка се изгуби? Разочарување има, и тоа мислам дека особено се гледа од последните избори, од локалните избори изминатата есен. Тие треба да се освестување за сите политички партии затоа што покажуваат дека најголем дел од граѓаните всушност не излегуваат да гласаат. Зошто? Ние имаме градоначалници во моментов избрани во 2025 година, кои што се избрани со толку мал дел од гласачкото тело, да имаат најнизок легитимитет досега. Градоначалникот на град Скопје, например, е избран од само 90 и нешто илјади жители на Скопје, што е многу помала бројка од, например, споредбено со 250.000 гласачи кои што гласале 2017, па нешто повеќе од 200.000 кои што гласале 2021. Се повеќе и повеќе паѓа бројот на гласачи. За да се активираат, вашите гласови паѓаат на СДСМ, но исто така паѓаат и на ВМРО. Гледаме дека еве и последните анкети покажуваат дека падната довербата како кај ВМРО, така и кај останатите политички субјекти. Тоа е знак дека граѓаните минуваат низ една сериозна фаза на апатија. И она што треба да биде направено од страна еве и на опозицијската партија. Имате одговорност. Точно, имаме одговорност, како што има одговорност. Не можете само така се вадите. Владеачката партија, она што јас гледам, што јас мислам дека треба да се направи, е поголемо мотивирање и зборување првенствено меѓу членството. Затоа што разочарувањето произлегува од членството, а понатаму тоа членство, доколку повторно се мотивира, ќе може да го шири кругот и понатаму. Рецептот за успех во СДСМ е различен од рецептот за успех во ВМРО. Кој е вашиот рецепт? Мислите дека кадровските промени се доволни со тоа што го правите за да ги вратите гласачите? Тоа останува. Па еве што се случи. Вие бевте подпредседателка една година. Значи дојде Филипче на власт, избра ново раководство, за една година го смени. Тој не се смени. Значи тој остана без одговорност. Вие зошто бевте одговорна за падот на локалните избори? Јас лично не се чувствувам одговорна за резултатите.
она што ги беше објаснето. Генерално ги врати скоро исти, само мисля, че ни вие не останавте повторно во... Може би е таква перцепцијата. Не чувствувам лична одговорност. Она што беше објаснето на последната седница на извршниот одбор, во чиј што состав бев и јас, беше дека е потребно да дадеме оставка за да може да има чист терен за подобрување на кадровската слика. Како тоа ќе се одрази во освојувањето на поени на СДСМ останува времето да покаже. Она што јас го имам како став и како мислење е дека како партија мораме да ги прифатиме грешките и да ги признаеме грешките од минатото, но и да преземеме конкретни чекори за нивно искоренување, односно искоренување на механизмите кои што предизвикале да се прават такви грешки. Претежно станува збор... Сега ние не знаеме таму што се зборите вие. Успешен СДСМ... Дали јавно сте критикувале работата на Делор? Дали и јавно, не само во партијата? Дали да имате храброст да го кажете тоа, да го изјасните? И јавно, меѓутоа особено и во партијата, каде што е место за такви дебати. Или ќе ви збркаат како некои други веднаш, што се плашите дека Филипче са сите ги брки. И јавно, меѓутоа и во партијата каде што е местото за такви дебати, многу гласно сум зборувала за тоа што треба СДСМ да го направи. Како што реков, веќе успехот во СДСМ подразбира поинаков рецепт, а тоа според мене значи СДСМ во кој што сите сме на куп, одлуките се носат заеднички преку дебати во кои што се размислуваат и се ценат различните мислења. Меѓутоа исто така и одлуки кои што се носат и кои што минуваат преку партиските тела и органи. Затоа што носење одлуки солирачки или самостојно е можеби модус операнди кој што би функционирал во спротивничкиот табор, но никогаш не профункционирал во СДСМ. Мора да има разлика во размислување. Не би можела да ви кажам затоа што не сум во моментов дел од раководството. Како сте таму на конгрес бевте? Се разбира дека бев на конгрес, јас сум делегат на конгрес. Три точки најважни што би издвоиле, што документ донесовте што ние би го разбрале. На конгресот, ова беше програмски конгрес на СДСМ, беше најавуван како конгрес за кој што ќе настапат одредени статутарни промени кои што според мене и според многу од членовите се особено потребни. Меѓутоа статутарни промени не се случија, станува збор само за програмски конгрес на кој што беше изгласана предлог платформската програма со која што СДСМ би настапила на наредни парламентарни избори. Работата, односно работниот дел на конгресот, кој што не беше откриен за јавноста, се одвиваше по 3 столбови. Столбовите беа правда и институционален интегритет, вториот столб беше економски развој и сигурност на трудот и третиот столб беше човечки капитал и инклузивна иднина. Во суштина на делегатите им беа представени материјали кои што беа претходно подготвени, дали од комисии или од работни групи, и делегатите поделени во тие 3 различни групи имаа можност да даваат своји забелешки за тоа во која насока треба да оди таа предлог програмска платформа. Јас лично имав една забелешка затоа што бев вклучена во работата и во дискусијата за третиот столб, човечки капитал и инклузивна иднина. Имаше еден предлог за вклучување на така наречени асистенти со вештачка интелигенција вклучени во образовниот процес за секој ученик. Не само како просветен работник, туку и како родител на 2 мали деца, јас се спротивставувам на таквата идеја и затоа зборував на конгрес. Мојата дискусија се однесуваше на таа забелешка затоа што имам став кој што е заснован на веќе постоечки истражувања направени на повеќе светски универзитети кои што укажуваат на тоа дека постојат низа на проблеми поради користењето на вештачка интелигенција или она што се нарекуваат големи јазични модели од страна на ученици во образовниот процес. Споменавте избори, се врти таа теза во јавноста дека може да има и предвремени, може би не. Дали како партија сте подготвени за изборите? Дали ги направивте потребните реформи? Дали му дававте на Филипче, како рекол, чист пас за да може да се функционира? И што очекувате на тие избори? Прво ќе дозволите да спомнам дека интересно е како владеачка партија, која што има речиси двотретинско мнозинство во парламент и нејзин премиер, зборуваат за предвремени парламентарни избори. Тоа дава знак дека и дава сигнали дека нешто не штима, зашто впрочем говорат и бројните скандали, како корупциски, така и дипломатски, кои што ги прави секојдневно оваа власт. Меѓутоа, морам повторно да се навратам во минатото, затоа што
ако нешто треба да научиме од однесувањето на ДПМН и додека е на власт, тоа е дека ДПМН во континуитет кога е на власт создава кризи и се создаваат кризи во општеството. 98 дојдоа на власт, 2001 го имавме конфликтот. 2006 дојдоа на власт, настапи режимот на Груевски, во кој што наречи си секои 2 години се одвиваа, имаше предвремени парламентарни избори. 2008, 2011, 2014, 2016. Предвремените избори ДПМН ги користеше тогаш како механизам за дотолчување на опозицијата и секој можен раст кој што опозицијата би можела да го направи, беше разнебитен на таквите предвремени парламентарни избори. Груевски никогаш не истера цел мандат. Очигледно е дека и Мицкоски сака да тргне по тој пат, не знае, можеби не. Тој вели дека сака да има редовни избори. Дали вас ви одговараат редовни или последните негови изјави не го кажуваат истото, меѓутоа јас би рекла дека предвремени парламентарни избори не е важно дали одговара на една партија или на друга, но она што лично го сметам поучени од минатото е дека предвремени парламентарни избори никогаш не одговараат на државата. Треба да помине цел мандат за да видиме какви се резултатите на владата и што таа работи. Се покажало во минатото дека колку почесто има предвремени парламентарни избори, толку повеќе граѓаните се држат во неизвестност, толку повеќе се извитоперува користењето на државниот апарат поради злоупотреба во партиски цели и праксата покажува дека предвремени парламентарни избори му овозможуваат на ДПМН да држи некоја перцепција за силна ДПМН, а секогаш кога е силна ДПМН, државата е слаба. Дозволете. Имаме две тези. Ова влада вели државата конечно е на своја. Економски сме втора, трета во Европа. Институциите се средени. Европскиот пат е сигурен, но е маратонски, ќе очуваме достоинството. Што се вашите контратези за да им кажете на граѓаните дека не е така? На раб на комични се изјавите за економскиот развој на Мицкоски, затоа што сите знаеме дека како обични граѓани се соочуваме секојдневно со економски предизвици кои што се потешко и потешко ги надминуваме. Мицкоски злоупотребува некоја статистика за да создаде економска бајка која што нема допирни точки со реалност. Додека Мицкоски зборува за тоа дека Македонија била трета, четврта, пета економска сила, инфлацијата продолжува да расте, цените во маркетите продолжуваат да растат без никаква контрола и тој се обидува економската приказна да ја прикаже во сегменти, односно купи ден продај политика. Минатата година зборуваше дека ќе помогнал на граѓаните во ограничувањето на цените со тоа што ќе се објавувале цените јавно на веб страница. Каде е сега таа веб страница една година подоцна? Дали јавно се објавуваат цените и дали цените на основните продукти се намалени или се покачени само во споредба со оние минатата 2025 година? Одговорот на ова прашање го знаеме сите. Цените се покачени и се покачуваат без никаква контрола. Дополнително, ајде да ги прашаме представниците на реалниот сектор, колку месеци владата им должи поврат на ДДВ? Ајде да ги прашаме примателите на социјална помош. Каква е таа трета, четврта економска сила која што преку соопштение владата ги замолува примателите на социјална помош да се стрпат, да бидат трпеливи. Замислете, тие на социјалците им велат дека треба да бидат трпеливи. Па што останало за останатите? Платите не се покачуваат. Го имаме гувернерот на Народна банка кој што од време на време ќе излезе со изјави дека било добро да не се покачуваат пензиите за да не имало инфлација. Било добро да не се покачуваат платите за да не имало инфлација. Сега неодамна го слушнавме дека било добро што се покачувале каматните стапки за да не имало инфлација. И сепак инфлација има, се троши на и непродуктивни трошоци, меѓутоа исто така се троши во цели во кои што и ние не знаеме колку пари одат еве за прославата која што ја најавуваат за 8 септември, се уште немаме увид како граѓани и не е транспарентно колку пари од граѓаните, колку народни пари одат во таа цел, додека граѓаните се борат со сиромаштија. И Мицкоски зачувува некаква гордост, но факт е дека ако пред 20 години младите чекаа барем да завршат факултет овде,
Сега младите го прават својот план за евакуација уште во средношколските клупи. Над 5000 средношколци во изминатите 5 години се имаат запишано на студии не во други европски земји, туку во Словенија, која што релативно неодамна стана членка на Европската унија. Ние имавме шанса да станеме членка на Европската унија, например, заедно со Хрватска. И Хрватска имаше билатерални спорови со Словенија, со која што до пред некое време сме биле сите заедно во иста држава, па седнаа нама се ги решија билатералните спорови. Билатерални спорови, ако така ги гледаме, иако тоа не се спорови, туку тоа се неразбирања за кои што треба земјата која што пристапува да преговара со Европската унија. Постојат во моментов и закани за вето од Хрватска кон Црна Гора. Оти Европската унија секогаш ќе ја заштитува земјата која што е членка, во тие спорови кои што постојат со земјите кои што пристапуваат. Меѓутоа Црна Гора не вели ние ќе чекаме, туку Црна Гора забрзано ги отвара поглавјата и треба во догледен период да стане земја членка на Европската унија. Што правиме ние во наредните 5, 10, 15 години, колку планира Мицкоски да чекаме и Мицкоски конечно мора да каже која е алтернативата. Оти чекањето не значи дека стоиме во место, туку тоа значи уназадување. Уназадување и на демократските параметри, уназадување и на секој друг план. Ние имаме држава во која што веќе 70-80% од извозот на продуктите ги правиме во Европската унија. Имаме проблеми на транспортерите. За проблемите на транспортерите во моментов никој не зборува. Александар Николовски не ги реши тие проблеми. Имаме проблем, еве сега ќе започне сезона на одмори, дури и оние граѓани кои што ќе сакаат и кои што ќе речат дека имаат можност да излезат, ќе се соочат со проблем со тоа што на секој граничен премис со земја членка на Европската унија ќе треба да се задржуваат дополнителен период поради новите правила. Така што ова се интересни муабети за тоа што тие зачувувале, меѓутоа факт е дека реалната состојба зборува за тоа дека граѓаните немаат време за чекање. Јас би одела со тоа дека ние мораме да направиме еден можеби по-силен или поубедлив начин на представување на придобивките од зачленување во Европската унија, нешто што сме го правеле, например, во минатото. И за економија, и за се друго. Дали би се вратиле на тоа што го правевте додека бевте на власт? Дали во тој дел имаше добри работи кои што ги направите? Гледам, критикувате нешто и потсетувате оваа влада на нешто што вие веќе сте го правеле. Верувате дека сте направиле добро. Иако без разлика што во јавноста се стекна општ впечаток дека сте владееле лошо и граѓаните довербат и една на друга партија. Но она што го говорите СДСМ сега не падна поради неиспорачување на економски план. Сите знаеме дека беа направени штетни промени во кривичниот законник. И тоа е нешто од што не треба СДСМ да бега и сметам и дека не бега. Само за тоа паднате? Не е само за тоа, туку исто така имаше и јас би рекла и одредени И стварно не сваќате вие зошто сте паднали. Видете, имаше одредени практикувања на власта кои што особено во последните години можеби и не беа исправни и со тоа мораме да се соочиме. Што е тоа? Така што на што мислите се? Знаете како? Како да знаеме на што си мислите вие таму партијата? Значи искаче дека Мицкоски е во право. Ние славиме со граѓаните, вие таму некоја елита за која ние ништо не знаеме што се случува. Па не знам како може да стане. Се случува тама на работа. Меѓутоа, или ќе станете сосема транспарентни, или тоа што го говорите во јавноста ќе допира до нас. Не делувате народски, не говорите, се обидувате, меѓутоа настапите, вие имате пиар таму партијата или немате? Видете, освен што беа правени грешки од СДСМ, исто така се создаваше една слика во која што се создаваше една масовна хистерија од страна на опозицијата за сите важни прашања за кои што СДСМ се обидуваше да донесе. Па тие успеа само да дојдат на власт. Не успеа да испорачаат дури ниту за тие ветувања кои што тие ги дава. Тие на власт се доаѓа со создавање хистерија. Создавање хистерија и лаги, ширење лаги за тоа што тие би преземале. Тие ширеа хистерија за Преспанскиот договор, сега велат дека тој бил окей. И не се откажуваат онда. И сега како граѓаните на Преспанскиот договор. Граѓаните веќе гледаат и како што веќе реков, голем дел од нивните поддржувачи и симпатизери се разочарани и нивниот гнев го изразуваат во социјалните мрежи. И заради Преспанскиот договор И заради Преспанскиот договор со Бугарија ќе ви се вратат.
Заради НАТО ќе ви се вратат, заради економијата ќе ви се вратат. Мислам дека Значи, од ги секој убедувате за аспект старото или ги убедувате за ново, или ги убедувате дека овие лажеле. Од секој аспект гледаме дека потврлаат на секој аспект на во нивното владење. И тоа само насликува една малку пореална слика за тоа што ДПМН може наспроти она што вели дека може да го направи. Затоа мислам дека да, се разбира, потребно и време, потребни се и одредени реформи кои што треба да бидат направени и кај нас. Како што веќе реков, јас прво би започнала од партискиот дел, членството, па после понатаму да се шири кругот на луѓе кои што ќе стануваат се позадоволни. Имате ли млади на партијата? Работат ли нешто тие? Како што можете да забележите и самите, нашите младинци се можеби не во толку голем број колку што се и присутни по дебатите и ги аргументираат своите ставови. Тоа се ставови кои што повторно се поврзани со прогресот и желбата за прогрес на оваа земја, кои што се тесно поврзани со Европската унија. Можеби не сте вие правата адреса, можеби треба на Филипче да му го поставам прашање. Граѓаните се научени да гледаат лидер. Не сум сигурен дека после 2 пораза Филипче е лидерот кој што вие во партијата и членовите го гледаат, а помалку граѓаните. Не сум сигурен што ќе се случи ако вие на наредните избори, кога и да бидат, имате мала бројка и велите да, не изгинавме, па имаме 100.000 гласа. Со што минимално вие се задоволувате да направите не промени, револуција во СДСМ. Вие треба да имате луѓе кои што ги бидат спремни во секој момент да ја превземат партијата. Во СДСМ не проаѓаат жените, значи, вие, Шекеринска со децении се бореше да стане лидер, имате една мимикрија дека сте социјалдемократи, Албанец имале генерален секретар, последна најголема функција на Албанец беше на Битичи, подпредседател на партијата, спремни сте председател на државата да е Албанец, да дуи не му ставите пите премиер на државата, ама лидер на СДСМ не може да биде Албанец. Се согласувам со тоа дека, затоа велам, прво треба да започнеме со членството и прво треба да започнеме со партијата. Се согласувам со тоа дека се потребни одредени промени и како што реков, тоа се промени кои што ќе подразбираат поголема вклученост, ама вистинска вклученост на членството во носењето на одлуките. Кога ќе се носат одлуките заеднички, на кого да му се приклучат? Ние имаме членови кои што не треба да ги повикуваме да се приклучат, туку можеби стојат по страна или можеби не гледаат во моментов можност за приклучување, но не сметам дека станува збор за недостаток на луѓе кои што би се приклучиле. Можеби треба да се смени форматот. И тука ќе се навратам на муабетот за Конгрес за статутарни измени, затоа што од статутот на партијата започнува се. Во 2013 година беа направени статутарни измени со кои што прилично се централизираше работата на раководството и одлуките кои што ги носеше раководството дури и за работата на општинските организации. Тоа беше одлука со која што лично и тогаш не се согласував и се уште не се согласувам со истата. Назначувањето на председатели на општински организации не треба да биде назначување за кое што се носи одлука во канцелариите на Бихачка, туку треба да доаѓа изворно од членовите. Ние денес имаме една парадоксална ситуација во која што првиот човек на СДСМ се бира на непосредни избори, ама првите луѓе на СДСМ по општинските организации се назначуваат од тој човек кој што е избран на непосредни избори. Мораме повеќе да го демократизираме процесот затоа што членовите седат по страна можеби токму и поради тоа што не чувствуваат дека вистински можат да учествуваат во носење на одлуките. На времето се бираа председатели на општински организации на конференции, на општински конференции. Тоа можеби не е идеален метод, меѓутоа според мене е подобар од назначување на председатели на општински организации некаде во некоја канцеларија. Ова е прашање за кое што многу гласно сум зборувала, можеби не толку помеѓу, меѓутоа на состаноците во партијата, не само кога сум била дел од раководство, туку и како член сите изминати години од моето членување во СДСМ, затоа што станува збор за принцип. Дали ќе работиме како што велите вие по социјалдемократски принципи, или ќе се обидуваме да имитираме нешто што никогаш нема да биде својствено за нас. Како што веќе реков, рецептот за успех на СДСМ никогаш нема да биде ист како рецептот за успех на ДПМН. Мора да се одрази во статутарните измени војата на
членството, а војата на членството е самото да бира и самото да учествува во носењето на одлуки. Друга работа за која што сметам дека и сите како општество, не само како партија треба да разговараме, и тоа е нешто за што многу често сум зборувала, што стои во записниците од претходните седници на извршниот одбор, е нашата заложба како партија за нов изборен модел кој што ќе биде заснован на отворени листи. Овој модел со затворени листи не само што е застарен, туку оди спротивно на интересите на СДСМ. И тоа велам конкретно на СДСМ, затоа што членството и симпатизерите на СДСМ сакаат поинаку функционираат и сакаат појасно да ја изразуваат својата воја. Ние зборуваме за отворени листи како наша желба да ги имаме уште од кога сме биле во младина. Затоа што точно ќе можеме да го заокружиме оној кандидат кој што сакаме да го видиме во советничките, во пратеничките клупи, и тоа многу ќе ја промени сликата во пратеничките клупи, например, меѓутоа исто така многу ќе го промени степенот на мотивација за учество на членството во предизборните процеси. Оти кога ќе дадете една затворена листа пред да започнат изборите, она што е случајот во пракса сите изминати години е дека едната половина се задоволни, а во другата половина незадоволни затоа што нивниот кандидат не се нашол на местото кое што тие сакале да го видат. Вака направете отворени листи, сите се ангажираат за да гласаат за кандидатот кој што ќе освои најмногу гласови. И мислам дека тоа прво треба да го направиме во рамки на партијата, да покажеме таков вид на демократизација, да не се плашиме од војата и од желбата на членството за своји представници, па понатаму и да инсистираме на таква промена на изборниот модел. Што би значило тоа во рамки на партијата? Тоа би значило можеби избор на нашите наредни пратеници да биде преку отворени листи на конгрес или на непосредни избори во општинските организации и повторно да биде вклучено членството. И за тоа мора да изнајдеме модус да истото го спроведеме. Тоа е барем моето лично мислење, кое што често сум го споделувала. И не само што е мој личен став, туку исто така е и успешен рецепт од нашите сестрински партии од регионот, па и од Европа. Тоа е принципот на работа и во Шпанската партија, и во Социјалдемократската партија во Хрватска. Значи, постојат работи кои што треба да ги направиме, ама мислам дека прво треба да започнеме од куќиштето, од домот, па после понатаму со нашите пораки. Може би последно прашање. Бидејќи рековте сте 20 години во Социјалдемократскиот сојуз, значи сте поминале времето на Бранко, на Бучковски, веројатно на Заев. Радмила Заев, да. Има ли разлика во концептот на социјалдемократијата и истовремено, кој период мислите дека бил, без разлика дали била партијата на власт или не, бил најдобриот во функционирањето на СДСМ? Со кој време би го споредиле вие? Иако веројатно не сте некоја струја што припаѓа на некоја од овие гарнитури. Не, јас сум струја која што припаѓа на Социјалдемократскиот сојуз. Ама сепак, кога се вратите назад, кој период би го издвоил? Прво мора да направиме дистинкција помеѓу... за зло, се разбира. Така, прво мораме да направиме дистинкција помеѓу функционирање на партијата во опозиција и на власт. Се разбира дека кога партијата е на власт, се разбира дека кога партијата била на власт, имало периоди во кои што навистина добро функционирала. Јас само ќе спомнам дека од 2017 до 2020 година, таа прва влада на СДСМ, со сите предизвици со кои што се соочуваше, сепак се наоѓаше време да се посвети внимание и на членството, да се испита војата на членството и да се изнајдат соломонски решенија за некои прашања кои што можеби и на општинско или еве и на централно ниво се чинеле како непремостливи разлики. Меѓутоа во моментот кога се пушта тој процес, да луѓето сами меѓу себе наоѓаат решенија, да не се слуша доволно гласот или на разочараните, или на оние кои што нешто бараат, а не го добиваат. И овде не зборувам за некакви клиентелистички барања, туку повеќе барања во однос на функционирање на партијата, тогаш забележуваме дека има пат кај СДСМ. Се разбира, кога станува збор за опозицијско делување, мора да се покаже храброст. Храброст беше покажана во кампањата Вистината за Македонија, кога беше Заев председател, меѓутоа храброст особено беше покажана еве и за мене многу драги денови и драги спомени од периодот на отпорот во крајот на 2012 и почетокот на 2013 година. Вие можеби сега ќе речете дека тоа било неуспешна приказна.
И да, можеби кога ќе се согледаат резултатите, личи на неуспешна приказна. Ама тоа беше приказна во која што на крајот излеговме сплотени како членство и оддадени на една идеја за подобра Македонија. Не за античка, туку за европска Македонија и за Македонија во која што се бориме против режим, во која што сме имале сила и одлучност и храброст да се спротивставиме на еден многу опасен автократски режим. Така што СДСМ има потенцијал кој што може да го искористи. Но и историски лекции од историјата кои што може да ги употреби. Има ли лидери во СДСМ? Како се станува лидер во СДСМ? Сметам дека лидер во СДСМ се станува и со многу работа, меѓутоа и со покажување многу храброст и искрено и честно комуницирање со членство. Да ви кажам нешто, вие сте биле омладинец во СДСМ. Се плашам дека бранот на давање шанса на младите во СДСМ го запреа. Во СДСМ почна полека да владеат ни млади, ни стари. Бранко Цврнковски на 29 години не само што беше лидер на партија, беше и премиер. Љупчо Гириевски исто така. Се плашам дека вие од едно време млади, ќе дојде време кога ќе ве прогласат за стари. Ќе ви помине времето кога сте можеле да направите најмногу. Времето никогаш не поминува, ако ние гледаме еве СДСМ сега. Мислам дека не е поентата дали е човекот млад или стар. Јас само ќе дадам еден пример за лидер на прогресивно крило во Демократската партија во Америка, а тоа е 80 кусур годишниот Берни Сандерс, кој што активира и мотивира голема сила и големи маси на луѓе да го поддржуваат. Така што не е важна возраста колку што е важен ковот од кој што е направен, материјалот од кој што е направен. Досега се издвоиле, ќе сублимирам мислење на граѓаните. Двајца лидери, Заев и Бранко. Без разлика што се меѓу себе спротивставени, можеби идеолошки, кадровски, не се трпат. За другите само се забораваат. Значи, вие мора да најдете човек, млад, да ги заборавите или старите, или вратите ги старите сите назад, да знаеме препознатливи луѓе. Сега гледаме таму луѓе што седат, не ги знаеме, не се покажува лидерство. Не можеме секогаш да очекуваме да ги препознаваме. Таму како да кажам, ве потисне, вие младите тука поддржувајте на стариве, ние ќе владееме вечно, сите имаат сол над главата, сите во парламентот и сегашниот лидер, и сега ние треба да веруваме на кого? Или дојдете вие на власт, тргнете ги стариве, или повлечете се, немате друг избор. Нема никој да ве постави за лидер. Повлекувањето никогаш не е опција, особено не е опција кога имаме многу сериозни битки кои што треба да ги извојуваме, не само како партија, туку и како држава. Така што повлекувањето не е опција, а сметам дека СДСМ може да го најде патот кон поголем успех. Се разбира, тоа се постигнува со единство и со покажана недосмислена и автентична борба. Ајде, ќе чекаме избори, па ќе видиме што ќе се случува. Дали ќе вашиот глас, дали ќе допре прво до граѓаните, а потоа внатре ќе се ги решавате проблемите. Благодарам што бевте. Благодарам на поканата.